не сакам да се дружам со новинари, ова нивна работа и на мене не ме интересира каква оценка ќе ми става или како дали сум во форма или не сум во форма. Знам ја лично од моје искуство дека овде во Рим има премногу телевизии, премногу радија што зборуваат за фудбалот. Едноставно овде живеат за фудбалот и не е многу лесно да се прилагодиш на овој живот. Pa Goran, ja sam ga upoznao to kao pre godinu i po dana kad ja sam već znao za njega kakav je igrač, ali nisam imao prilike da treniram sa njim. Sad već kad sam ovdje godinu i po dana s njim, stvarno mogu samo da kažem sve najbolje u vezi njega, u vezi njegove igre, mada kao što sam već dao sam jedan intervju za vašu televiziju, ja kao igrač je strašan, ali međutim meni se kao čovjek pre svega me impresionirao, pošto ja kad sam došao nisam znao ni italijanski, nisam znao ništa, on mi je dosta pomogao, tako da ne gledam ga kao igrača, pošto je za mene, jer ja sam mnogo dobar drug s njim, za mene je najbolji igrač ovdje i jedan od najboljih napadača u Italiji. Što znači kad si jedan od najboljih napadača u Italiji, znači da si među jačima u Europi. Pa to je navika. Ja sam već 8 godina ovdje i sigurno da imam neki italijanski tertipene ponašanje kao oni što se ponašaju stalno nešto. Pa dobro, ja gledam ovdje 8 godina ovdje i to je normalno. Da. Pa nekoj pati na italijanski, znaš se, intervju koga idem dolje u reprezentaciju, nekoj pat ne odmah prv den u reprezentaciji intervju na makedonski, znači malko ovdje na italijanski intervju, dolje malko na makedonski i na strumički, a i malko greška, ali to je najnormalno. Bueno, como jugador es un jugador que cualquier equipo quisiera tener en su once inicial, ¿no? Que es un jugador que desequilibra y que hace la diferencia. Que esperemos que sigamos así, llevándonos bien. Y como persona también, una persona que en el vestuario está siempre alegre, haciendo reír a los compañeros, así que eso es muy importante. Веќе овде се навикнав, овде сум веќе во Лацио 5 години, во Рим е стварно супер, се навикнав на животот, луѓето овде добро ме сакат, ме ценат, што за еден фудбалер е многу важно и сигурно дека што се ближи веќе да ми истече договорот, а уште не сме се договориле, сигурно малку дека и не ми е баш се исто, сакам уште овде да останам, али фудбалскиот живот, печалбарскиот живот е таков што мора да се навикнеш и без Лацио и без Рим, сигурно дека моја желба е да останем овде, бидејќи овде се осеќам прекрасно, али времето ќе покаже. Лацио ми даде вистинска шанса овде, да ги покажа моите квалитети. Сигурно дека да беше во Интер или во некој друг клуб немаше таква шанса да добием. Сигурно дека многу треба и уште да дадам на Лацио, али јас се трудам на теренот да постигнам гол, да играм добро за Лацио, бидејќи они што тоа ми го дадо, ја тоа сакам да го вратам на терен, али сигурно дека еден ден ако треба да заминам од овде, моја желба, како што ја кажав и на председателот Лотито и на моите менаџери, сакам да се одложам на Лацио, ако можат и добро да заработат на мене. На лето сум слободен по артикол 17 во FIFA UEFA за многу мала сума, за 3,5 милиони евра сум слободен. Сигурно дека ова сума за Лацио, ја да одлучам во лето да идем и да ги дадам овие пари, сигурно дека Лацио нема да биде задоволни, бидејќи стигна понуди до Лацио со многу повисока цена. Па стигна понуди до 18-20 милиони евра, али Лацио, како што каже и Лотито, не сака да слушне за продавање на Пандев и тоа јас го почитувам, тоа го ценам, али треба да седнеме на маса и да се договориме. Сега сме во фаза на разговори, мислам дека со тек на времето може и да се договориме и да заменам, или може и да го продолжам договорот со Лацио.